Поделбата на власта е темелот на секоја демократија и во Македонија никој според уставот и законите нема апсолутна власт. Кога ќе се спомене власт во Македонија, најчесто тоа асоцира на владата, но таа како и собранието се само дел од мозаикот наречен власт. За добро владење власта е поделена на законодавна, извршна и судска. Тоа се трите столба на демократијата. Секоја од нив треба да биде силен, но и фер за да се осигура добро владење. Во унитарна Македонија меѓународната политика ја води централната власт. Постојат единствени вооружени сили, единствен судски систем, единствен економски систем и валута. Секој од трите власти има специфични цели и задачи. Покри извршувањето на своите задачи има и мок да ја контролира другата. Целта е да се спречи некој од властите да ја злоупотреби мокта. Така, мокта односно власта е поделена, а не концентрирана во рацете на еден или на група луѓе. Законодавната власт, односно собранието, ги носи законите и пропишува како ќе се регулира одредена област од општественото живење. Собранието ја избира извршната власт која пак одговара пред него. Собранието го носи и именува уставот, ги утврдува јавните давачки, буџетот, ратификува меѓународни договори, одлучува за војна и мир, заменување на државните граници, застапување и истапување од сојуз со други држави. Пратениците би требало да се сервис на граѓаните, а не на својата партија. Во пракса, многу често се случува спротивното. Вториот столб е извршната власт, односно владата. Премиерот и министрите утврдуваат економската и развојната политика, ги спроведуваат законите и политиките кои ги носи собранието. Во пракса, најчесто владата си зема повеќе моќ од пропишаното. Проблемите настануваат кога владата излегува од својот двор за да погледне во тугиот, обидувајќи се да изврши преголема контрола врз другите две власти, законодавната и судската. Ако владата почне да се меша во изборот на судии, тогаш целата независност на судството паѓа во вода. За да се спречи тоа, собранието може да изгласа недоверба на владата. Прашање за доверба на владата може да постават најмалку 20 пратеници. Собранието може да побара интерпелација за работата на секој носител на јавна функција. Поделбата на власта значи дека владата, иако има голема моќ, сепак таа не е неограничена. Третиот столб на власта се судовите. Тие треба да се автономни и независни. Судовите треба да судат врз основа на уставот и законите. Судиите не смеат да бидат членови на политички партии. Вагата на правдата не смее да мери според партиските бои и символи, туку според словото на законот. Во ниту еден случај судската власт не смее да подлегнува под притисоците од политичките актери во државата, бидејќи во спротивно доаѓа само до девалвација на улогата на судиите во рамките на општеството. Ако било кој дел од мозаикот наречен власт се измести, се нарушува функционирањето на целината. За демократијата да може успешно да обстојува на здрави нозе, потребно е темелите да бидат здрави, поточно независни. Ако не се, демократијата ќе се урне како кула од карти.